По рекламите време е за вестите на Ирис телевизија. Жителите на Делчевското село Разловци од утре на протести. Од денеска тие останаа без алтернативниот премин кој води до нивните домови. Жителите на најголемото делчевско село Разловци остануваат одцепени од светот. Синоќ им се урне алтернативниот премин кој ги поврзува со Делчево и источниот регион. Санацијата на мостот на реката Брегалница засега е стопирана. Минатата година во февруари мостот беше оштетен од надојдените води на реката Брегалница. Пред извесен временски период почна неговата санација, но разловчани велат дека градежните работи се стопирани. До селото сега со возило не може да се пристигне. Средношколците и жителите кои работат во институциите и фабриките во Делчевско од денеска мора пеш да поминуваат по овој ризичен мост, а од другата страна кај селото Трботивиште ги чекаат такси или други возила за да го продолжат патувањето. Пред неколку месеци жителите на Разловци предупредија дека ова ќе им се случи. За сите е страх. Не камиони, не е комбе, не е лека кола, значи за сите. Не знаеш какво што Брегалница, исто во секој момент може да наиде, може да попуштат стубите поише и да стане до некои незгодни ситуации. Разловчани од утре почнуваат со протестите, бараат мостот да им се направи веднаш. Стравуваат дека во текот на зимата ќе останат без намирници во дуќаните, бидејќи никој од дистрибутерите не сака да вози по алтернативниот премин и по неасфалтиран пат, а стравуваат и за безбедноста на своите деца, кои мора секој ден да одат на училиште во Делчево. Сдруженијето за заштита на животните Втора шанса поднесе пријава до СВР Штип, во која 36-годишниот монструм од Кочани го теретат за злоставување и измачување на животни. Од полицијата денес информираат дека работат на расчистување на случајот. Во меѓувреме, стравувањата на кочанчани дека Николчо може да биде опасен и за средината во која живее се оправдани. Психолозите веќе го направија неговиот портрет, кој укажува дека станува збор за психопат. Општеството индиректно стана роб на 36-годишниот монструм од Кочани. Николчо е психопат, а лицата со ваква диагноза во стручната литература се нарекуваат уште и како нечии луѓе. Тој ќе биде на слобода и ќе представува опасно за средината, се додека не го затворат поради големо кривично дело. Вака го започнува разговорот штипскиот психолог Виолета Коцева. Во затворот не ги сакаат. Психопатијата не се лекува. Не постои лек за лекување на психопатијата. Ако се на слобода, тие го повторуваат делото. Така да секогаш ќе биде тој проблем за себе и за општеството во кое што живее и луѓето кои е обкружи. Неговото однесување оди во прилог на психолошки тип на чудак, ладен и безчувствителен психопат. Тој има проблем со социјалната адаптација, иако се земе во предвид неговото однесување, насилството кон родителите, обидот за силување, злоставувањето на животните, може слободно да се каже дека стравувањата на кочанчани, дека може да посегне и по нивните деца се оправдани, објаснува Коцева. Имајќи ги во обзир неговите години, неговите дела до сега што ги има направено, неговото однесување, тешкотиите во социјалната адаптација, со сигурност може да се каже дека тој навистина представува опасност за околината во која што живее, за себе и за околината која го окружува. Активисти на Сдруженијето Втора шанса минатата вечер влегоа во напуштениот објект на улица Скопска. Снимките и однесувањето на кучињата докажува дека токму во овие подрумски простории се случувале дела кои може да ги истори само психопат. Во кебиње и ѓубре беа пронајдени неколку изгладнети и дехидрирани кучиња. Меѓу нив имаше и скучна кучка. Пред неколку месеци, кочанскиот монструм излезе од затвор. Тој издржуваше казна затвор од 1 година поради обид за силување на машко лице. Ново теренско возило за Штипската противпожарна единица ќе се користи за гасење на пожари во шума. Амбасадорите на Босна и Херцеговина и на Србија во Република Македонија денес во посета на Штип. Тие остварија средба со градоначалникот Илчо Захариев. Посетата е со цел продлабочување на врските помеѓу двете земји и Македонија и воопшто со Штип како град кој соработува со многу општини од двете држави.
Амбасадорките на Србија и Босна и Херцеговина во Република Македонија на средбата во кабинетот со градоначалникот Илчо Захариев разговараа за продлабочување на врските помеѓу нашата и нивните земји. Штип соработува со многу општини од двете земји, истакна Захариев. Задоволство е денеска во кабинетот да ги примам амбасадорките на две братски држави кои потекнуваат од поранешна Југославија. Тука е амбасадорката на Република Србија и амбасадорката на Босна и Херцеговина која ни доаѓа од Република Српска. Така да има што да разговараме, затоа што живеевме заедно 70 години во иста држава. Многу нишки се испредкаени, многу врски и конекции постат од тие времиња. Соработката која ја гледам на повеќе полиња. Најнапред на економски план, понатаму во делот на образованието, во делот на спортот, во делот на културата. Убеден сум дека ние на микроплан како Штип можеме да дадеме голем допринос во напредување на уште подобри да бидат односите меѓу Република Босна и Херцеговина и Република Србија, затоа што ако некаде имаме навистина добри односи имаме со овие држави. Денешната посета амбасадорките на Босна и Херцеговина и Србија ја искористија да посетат и неколку фабрики, а се запознаа и со културното наследство на градот Подисарот. Što se tiče današnje posete, stvarno se posebno raduje da dođemo u Štip. Што се однесува до денешната посета, јас на вистина се радувам. Задоволство ми затоа што имам посебни контакти со градоначалникот на Штип. Го користиме секој разговор за да го истакнеме пријателството помеѓу двете земји. Но одамна и имавме и посетата на преседателот Иванов во Република Србија по повод бизнис форумот. Тоа е показател на добрите односи и амбиции во развој на меѓусебната економија. Инаку Штип има огромни потенцијали за соработка со локалните заедници помеѓу Србија и Македонија. Evo, mi smo već konkretizirali prve korake u saradnji. Ние веќе ги конкретизиравме првите чекори за соработка помеѓу Штип и Босна и Херцеговина, поточно во Република Српска со градот Приедор. Иницијативата е да се побратима двата града. Посебно ќе дадеме акцент на соработка во земјоделието, но тука се и културата и спортот. Се надевам соработката ќе стартува многу набрзо. Секако, амбасадорките ја пробаа и штипската кујна. Штипскиот бренд пастрамајлија им остави посебен впечаток. Ново теренско возило за Штипската противпожарна единица ќе се користи за гасење на пожари во шума. Со него штипските пожарникари ќе зголемат ефикасноста на терен. Штипската противпожарна единица се поднови со ново теренско возило. Донирано е од Дирекцијата за заштита и спасување за поефикасно справување со пожарите во шума, но ќе се користи за брзи интервенции во урбаните средини. Се работи за возило Volkswagen Amarok, кое е опремено со резервар за вода од 400 литри, помпа и пенило. Ова возило ќе не биде од голема корист и важност во летниот период, каде што имаме зголемен број на шумски пожари, пожари на отворено, но ќе се користи и за брза интервенција во урбаната средина, каде што пожарите се во почетна фаза. Пред неколку години Дирекцијата за заштита и спасување и донираше противпожарно возило на Штипската единица. Се очекуваат нови донации понатаму, со кои штипските пожарникари ќе бидат поефикасни на терен. Полека, значи, возниот парк на територијалната противпожарна единица во Штип се обновува, значи, очекуваме и други донации. Лани имавме германска донација, оваа година Дирекција за заштита и спасување и во еден период се надеваме дека ќе добиеме и друга опрема. Лада Нива, стара повеќе од 15 години, е единственото теренско возило кое досега ги служеше штипските пожарникари, но поради дефект подолго време стои паркирано во дворот. Донираното возило ќе се стави на располагање за гасење на пожари и на противпожарните единици во регионот. Вакво возило сега чекаат Свети Николската и Беровската единица. Лани теренски возила беа донирани на Кочанската, Виничката и Пробиштипската единица. Со едукативната работилница денес УЈАП ги учеше граѓаните дека доколку изнајмуваат простор, задолжително најдоцна за 2 недели да достава даночна пријава.
Во рок од 15 дена секој граѓанин кој издава простор до управата за јавни приходи мора да достави соодветна даночна пријава. Во спротивно ќе се соочи со санкции, согласно актуелната законска регулатива. Секој граѓанин кој издава простор под закуп, без оглед дали е деловен или стамбен, има обврска во управата за јавни приходи да достави аконтативна даночна пријава во рок од 15 дена. Ова пријава се доставува и кога закупецот ќе го напушти деловниот простор. Паричните казни не се мали, дополнуваат од овдешната управа за јавни приходи. Затоа граѓаните кои издаваат деловен или стамбен простор мора да го испочитуваат дадениот рок, бидејќи само така се испочитува даночната дисциплина. Бидејќи даночен период во персоналниот данок на доход една календарска година, доколку договор за закуп е до 31 декември, а продолжува и во текот на 2017 година, граѓанинот има обврска да достави и нова контативна пријава, односно која би се однесувала за 2017 година. Сите физички лица кои нема да достават вакви даночни пријави ќе им биде изречена парична глоба во висина од 100 до 200 евра. Државната изборна комисија започна со реализацијата на едукативните обуки за членовите на општинските изборни комисии. Денес во Штип 2 обуки за општинските изборни единици од општините на изборната тројка. Во рамки на подготовките за предвремените парламентарни избори кои треба да се случат на 11 декември оваа година, Државната изборна комисија ги организира првите семинари за дополнителна едукација на општинските изборни комисии. Денес во Штип обука за општинските изборни единици од изборната единица 3. Целта на овие семинари е членовите на општинските изборни комисии да се запознаат со нивните надлежности, кои што ги имаат од моментот на распишување на изборите па се до завршувањето на изборите и истите да ги извршат ефикасно и во согласност со законските прописи. Ова е само првиот од серијата од 3 семинари кои што ќе се одржат за општинските изборни комисии до денот на одржување на изборите. Вториот семинар ќе се фокусира повеќе на работењето, начинот на работење и надлежностите на избирачките одбори, додека на третиот семинар ќе го проследиме едукативниот видео приручник кој што Државната изборна комисија го изготвува за едукација на избирачките одбори и ќе поразговараме уште еднаш за ефикасното извршување на надлежностите на избирачките одбори. Членовите на општинските изборни единици треба да ги знаат своите работни обврски за поефикасно организирање на изборниот процес. Секако, општинските изборни комисии веќе завршија со извршување на некои од своите активности, тоа се формирањето на избирачките одбори од нивна надлежност. Следна поважна активност е организацијата за предстојните избори. Тука влегуваат повеќе активности во рамки на организацијата, како обиколка на избирачките места кои што се во надлежност на општинската изборна комисија, прием на известувањата за гласање на болни или немокни лица или лица кои се во куќен притвор, прием на изборниот материјал и негово обезбедување од страна на Државната изборна комисија, потоа координативни состаноци со Министерството за внатрешни работи и така натаму. Секако Државната изборна комисија ќе организира и дополнителни состаноци со сите членови на општинските изборни единици со цел да се елиминираат евентуалните недостатоци за организирање на предвремените парламентарни избори. Дополнителниот заменик министер за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски очекува фер кампања и демократски избори. Порачува дека на граѓаните никој не смее да им врши претисоци, без разлика дали се од ВМРО ДПМН или од СДСМ. Дополнителниот заменик министер за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски, кој дојдове во Штипскиот регион, смета дека најголем проблем на истокот е иселувањето на младите, кои заминуваат во странство, напуштајќи ги своите градови и села. Забележува дека мерките кои се во програмата на неговата политичка партија може да овозможат и дадат подобар животен стандард на граѓаните од источниот регион. Ќе ги помогнеме и текстилните работници, ќе ги помогнеме и фирмите. Во секое семејство дополнително ќе влегува уште по една просечна плата која ќе доаѓа преку враќањето на 15% од данокот на додадена вредност. Ќе ги смалиме таксите, ќе ги смалиме трошоците на секое семејство.
ја враќаме ефтината електрична енергија секој викенд и дополнително 2 часа секој ден во неделата. Ја укинуваме радиодифузната такса, ги преполуваме извршителските трошоци. Николовски најави дека во текот на кампањата ќе бидат на терен меѓу граѓаните, а очекува како што вели овие избори да не бидат криминални. Рековме, обстанавме на нашиот став дека нема да дозволиме повторно криминални избори и ќе ги преземеме сите инструменти и сето она што ни стои на располагање да ги заштитиме луѓето, особено и од овој крај, од истокот. Никој нема право да ги уценува, да им се заканува, да ги притиска, да ги подкупува, ниту за СДСМ, ниту за ВМРО-ДПМН. Мора да има фер, слободни и демократски избори, мора институциите кои што се во државата, институциите во кои што сме внатре, да работат согласно законот и да се спроведуваат изборните правила. Николовски истакна дека ниту една политичка партија не смее да ги злоупотребува ресурсите на државните институции во текот на кампањата и за време на изборите. 11 ноември во петок е и крајниот рок официјално да се достават листите за кандидати за пратеници на политичките партии. Лјупчо Николовски ќе биде носител на листата за пратеници на СДСМ и нивните коалициони партнери во изборната единица број 3. Тутун годинава ќе има помалку од лани, но со подобар квалитет. Производителите бараат повисока откупна цена и субвенции од 90 денари за килограм предаден тутун. Тутунот годинава даде помали приноси, но е со подобар квалитет од лани. Производителите во Штипско била дека причината за ова се временските неприлики, но и покрај ова задоволни се од квалитетот на тутунот оваа година. Оваа година тутунот е многу, има добар квалитет, а малку е род. Зошто така? Ова немаше дождови, касно заврнат дождовите и нема преноси ова. Наскоро ќе почне откупот на тутунот. Тутунопроизводителите очекуваат повисоки откупни цени, но и да се зголемат субвенциите за предадениот тутун во откупните центри. Треба да дадат висока цена, оваа година убав квалитет имаме, бараме висока цена. Која пова цена? Испод да не е по 200 денари просеко. Субвенциите добри ли се? Добри се субвенции, они да се качат да набрат 90 денари, повеќе биде убаво од другите години што е. Шено Салмана од село Селце годинава го засади тутунот на 10 декари. Неговото семејство екзистира од тутун и не се откажува од производство, иако голем број на тутунари нивите со тутун ги замениле со други култури. Во ова село тутунот се одгледува на 50 декари, во соседното Драгоево веќе не останаа ниви со тутун. Тутун слабо, нема тутун веќе во селото, никој не одгледува, повеќе е житарици и лозарството што е застапено. Годинава тутунот во Штипско и Карбинско се засади на само 103 хектари. Договори за откуп склучија 206 производители. Во откупните центри во Штипско лани се откупија само 96 тони на тутун. Екипата на Струмичка Беласица остана на врвот на третолигашката табела. Во директниот двобој со Овче поле во Свети Николе, фудбалерите на Беласица беа поуспешни и славеа победа. Во надпреварите од 12-тото коло во рамките на третата фудбалска лига група Исток се постигнаа следните резултати. Овче поле Беласица 0:1, Работник Џумаилија Плачковица 1:4, Тиверија Каменица Саса 1:5, Осогово Слога 1934 2:0, Конче Бирлик Брегалница Голак 0:3, Василево Напредок Здраве Радово 0:1 и Кит Го Пехчево Малеш 4:0. Табела: Беласица е на првото место со 30 бодови, второ место Осогово 27, третото и четврто место го делат Овчеполе и Плачковица со по 24, петто место Каменица Саса 22, на шестото место Кит Го Пехчево има 19, седмо место Работник Џумаилија 16, Брегалница Голак и Напредок Здраве Радова на 8 и 9 место има по 15 бодови. На 10-то и 11-то место се Тивери и Василево со по 14 бодови. 12-то место Малеш со идентични 12 бодови. 13-то место Слога 1934 9, на 14-то место Рудар има 4 бодови и последно 15-то место екипата на Конче Бирлик без освоени бодови. Ви благодарам на вниманието. Тоа беше се во вестите на Ирис телевизија. За повеќе на iris.mk. Пријатно.
Само на Телекабел гледајте најголем избор на канали. Спорт клуб 1, 2 и 3 и HD канали без доплата. Вклучете 4 ТВ приемници за само една месечна предплата. Сурфајте на најбрзиот интернет и разговарајте неограничено. Меѓу нас се бесплатно. Единствено во Телекабел, без обврзувачки договори. Кабел си е кабел. Телекабел. И после 20 години се уште со вас. Се уште наевтини и најснабдени. Во Штип на 2 локации, центар и во населбата 8 ноември. Маркети Зендолино, дел од животот на многу генерации. ТТГ Pit Stop со намалување на температурите, возачите имаат обврска да извршат промена на пневматиците. За зголемена безбедност во сообраќајот, ТТГ Pit Stop нуди ни за поволности. 25% попуст за купени зимски гуми за автомобили од програмата на Мишелин, Клебер, Корморан и Рикен. Во ТТГ Pit Stop, камионски гуми од реномираните брендови Bridgestone, Firestone, Корморан, Dayton, Double Coin и Double Star. Богата понуда на алуминиумски фелни, Мак Италија. Сите видови услуги, монтажа, балансирање, лепење и секако вид на поправки. Полнење со азот. ТТГ Pit Stop, населба Пребег. Алатница Баргала, изработка на делови по нарачка и мустра, од метал, бронза, месинг и пластика. Осовини, навратки, завратки за пченици, алати за пробивање и отсекување, делови за конфекцијски машини. Доволно е да се јавите на телефон 032 387 881. Алатница Баргала, во близина на селбата Македонка. Правите свадба, имате роден ден, одбележувате јубилеј, ви дошле гости или едноставно сакате да уживате. Мафини е вашиот вистински избор. Торти по нарачка, колачи и многу чоколадни задоволства. Секоја ваша сладка фантазија кај нас станува реалност. Нарачки на 078 350 257 или побарајте не на Facebook. Мафини, затоа што со нас животот е посладок.
Купувајте наивтино пршут свински слајс 62 динари, вкусно кашкавал шарпланински вакуум 305 динари, сардина бадуко 3 по 125 грама 89 динари, супа швајцарска 2 во 1 со гратис кокошја супа 86 динари, Вилнес интегрален кек со грозија 35 динари, сок нектар 3 во 1 овошен микс праска јаболко 93 динари, Ленор Moonlight Harmony и Awaking 169 динари, детергент Ariel Mountain Spring и Преш 259 динари. Тера маркети. Традиција рачно изработена со срма и ламе. Воздишка осветлена со сваровски кристали. Непроценливо богатство што мора да го поседувате. Од сега и портрети во иста техника. Димензиите и мотивите се ваша желба. Бупос Арт. Уметност за секого и за секогаш. Следува програма наменета за целата публика. Добар ден, почитувани гледачи, или веќе добро вечер, затоа што по 17 часот сонцето не само што заоѓа, туку темнината си го зема своето. Есен е и то досна до 22 декември. А ние ќе видиме како тоа ќе изгледа како досна есен или рана зима во изборите во Македонија. Некому вака, некому онака. Ние како медиумска куќа сме должни вас да ви известиме за разните дилеми, за случувањата, но и да поставиме прашања кои се во ваш интерес. Се со цел да ви имате по-реален увид во тоа што политичарите ви нудат, но и тоа што вие просудувате дека е реално и дека е во ваш интерес. Тоа е нашата задача. До петок можеме да ги пуштаме кандидатите според законот кој е донесен на 6 јануари минатата година. Можеме кандидатите кои се на листите да бидат до нивното објавување. По објавување до почетокот на кампањата нема да можеме да ги пуштаме на телевизија оние кои се веќе кандидати за ваши представници. Тоа се имиња на листите. Затоа ги повикувавме едната и другата страна тоа да го сториме, но се уште од едната страна немаме кандидати за да можеме да ги представиме до петок. Значи, доколку се случи некаде во утрешниот ден да ги имаме кандидатите за ваши представници од тројката од коалицијата на ВМРО-ДПМН, во петок ги повикувам да бидат наши гости пред да започне оној официјалниот дел од кампањата што ќе започне оној таму понеделник на 21. Некои од партиите си ја завршија работата и влеговме во дискусија околу тоа кој се треба и како да не представува. Јас овде ќе поставувам прашања во ваш интерес и оно што вие го сугериравте, а моите гости ќе си кажуваат своите ставови. Излезе листата на
СДСМ заедно со коалицијата и како што тие велат со шарените, заедно со невладините организации, заедно со јавните личности. Што има во